Добро, благодарам на присуството. Денес во рамки на караванот за обнова на Македонија сме во аеродром, да се сретнеме тука со граѓаните, со жителите на аеродром, да поразговараме, да ги слушнеме нивните идеи и концепти по однос на новата програма на ВМРО ДПМН, која што ќе е прва интерактивна програма во политичката понуда на Демократска Македонија, каде што директно од граѓаните ги добиваме проектите и идеите кои што треба да се дел на таа идна програма. Овој караван веќе трае повеќе од 3 месеци, на секаде низ државата е во својот финиш и некаде за 2 до 3 недели ќе финишира овој караван, после тоа ќе одиме кон финализирање на програмата и се надевам некаде во месец јануари или февруари да излеземе со конкретна програма на ВМРО ДПМН за престојните парламентарни избори во април следната година. Овие средби помагаат и за да слушнеме што е она актуелно кај граѓаните, што се нивните потреби и барања, што е она што го размислуваат за актуелната власт, кои се барањата кои што ги имаат од нас доколку победиме на следните избори и е стил кој што планираме и по завршувањето на овој караван да го продолжиме во слични форми во текот на следните месеци. Благодарам, поелете со прашање. Дали ВМРО ДПМН ќе го поддржи автентичното толкување на членот 11 во собранието? Вчера и од СДСМ ве повикаа да поддржите во собранието. Во два дела ќе поделам одговорот, директен и малце стручен. Во однос на директниот дел, ВМРО ДПМН ќе поддржи се што е против амнестија на било кого кој што сторил криминал. Дали е тоа автентично толкување, дали е друга форма, дали се законски измени. Сето она што ќе спречи амнестија на било кој кој што сторил криминал, ВМРО ДПМН го поддржува. Во однос на стручниот дел, треба добро да се ја разгледаат од СДСМ иницијативата, затоа што има некои грешки таму, добро е да ја поправат, ако не го направиле тоа намерно, за да не се случи утре иницијативата да падне и да е уште една во овие низа на активности поврзани со практично отварањето на теми кои што изгледаат симпатично во јавност, а позади нив има апсолутен договор. Она што е факт е дека ние не го слушнавме Зоран Заев да каже што мисли по однос на ова прашање. Одговорот е многу јасен зашто не го слушнавме, затоа што тој е идејниот творец и авторот на оваа иницијатива. Никој не е наивен дека после 3,5 години случајно на Уставниот суд му текнало од фиока да извади баш оваа иницијатива и да ја стави баш сега на дневен ред. Во исто време истиот поднесител има уште 3 до 4 други иницијативи кои што Уставниот суд не решава да ги стави на дневен ред. Понатака, во овие сценарија кои што се создаваат, кои што се од некои минати времења, да не употребам потешки зборови, се обидува од една страна да се намири оној со кој што се прават непринципиелни коалиции, а видовме дека во држава постои непринципиелна крими коалиција, а од друга страна да се представи дека тоа го прави ВМРО ДПМН. Тоа нема да помине, тоа е обезличено и ВМРО ДПМН е против амнестија на било кој кој што сторил криминал и ќе ги поддржи сите форми тоа да не се случи. Добра, кои се тие грешки што ги има во иницијативата? Например, вие спомнавте 11-та, во иницијативата пишува член 11, тоа е многу голема разлика. Еве, еден пример. И практично суштински кога ќе видите, иницијативата не одговара на она што се споменува. Значи, вие многу правилно сте го процениле, но за жал пратениците на СДСМ не го процениле така правилно. Има време да се коригира, еве, од нас еден совет. Господин Никола Сјадрени медиуми објавија една сума за која што вие сте ја земале за патни трошоци во времето кога сте биле пратеник. Таму немаше ваш став, па еве да ви дадеме шанса да се произнесете дали тоа точно или... Да. Значи, прво немаше извор, второ, јас бев пратеник во подолг временски период, така што е многу непријатно да се собираат апсолутни бројки за долг временски период. Она што исто така можам да го споменаме, вчера направив едно собствено истражување. Точно е дека јас сум патувал за да дојам на своето работно место, но точно е дека тоа било многу помалку од многу останати колеги пратеници. Всушност собранието објавуваше годишни извештаи во кои што моето име го немаше на врвот, а исто така тоа што е непријатно и што е манипулација, јас во подолг временски период сите знаат дека имав интензивна меѓународна активност, во која што меѓународна активност имав чести патувања и сето тоа влегува во една ставка. Кога ќе оставите во една ставка изгледа како што изгледа, но кога ќе го расчлените изгледа многу поразлично тоа што се обидува да го направи да се направи во јавноста. Имаме теми кои што се сега актуелни. Јас сум свесен дека и на мене и на раководството на партијата ќе се обидуваат да ни стават црни дамки. Тие црни дамки не поминуваат, затоа што времето ги докажало дека не се такви и тие црни дамки не можат да ги исклучат аферите кои што во моментов се случуваат.